Наместо да ги зголеми платите и пензиите, власта ги зголеми сметките за електрична енергија, обвинува опозицијската СДСМ. Оттаму додава дека поскапувањето на струјата и прогласувањето кризна состојба не се поради протестите во Грција, туку поради криминалните тендери и неспособноста во енергетскиот сектор предводен од Сања Божиновска. Генералниот секретар на социјалдемократите изјави дека оваа година имаме историски најниско домашно производство на електрична енергија, ниту половина од планираните 5100 гигават часови. Наместо да се произведува дома, кое што државата ќе чини 80 до 90 евра мегават час, владата купува струја за 140 евра мегават часови. Колку ги чини тоа граѓаните? 77 милиони евра загуба за само првите 2 квартали од 2025 година. А проекцијата е дека ќе достигнат над 100 милиони евра загуба до крајот на оваа година. Од СДСМ прашуваат кој профитира од скапиот увоз на струја, при што го повикуваат јавното обвинителство да отвори истрага за загубите од 100 милиони евра. Во својот контраодговор, владеачката партија ВМРО ДПМН праша со каков кредибилитет СДСМ зборува за зголемувањето на цената на струјата, кога високите сметки граѓаните ги плаќале токму за време на владењето на СДСМ, бидејќи во 7 години на власт струјата поскапела за 50%. Вистинското место каде што СДСМ треба да се обрати за состојбата во енергетиката се нивните функционери и кадрите назначени да го ограбуваат енергетскиот сектор, затоа што парите од овој за нив профитабилен бизнис се во криминалните тендери што СДСМ преку нивните раководства во енергетските компании ги местеше поради што над 50 нивни функционери имаат кривични пријави, меѓу кои Васко Ковачевски кој е во бегство со украдените пари. Од ВМРО ДПМН истакнува дека актуелната влада силно инвестира во консолидација на енергетскиот сектор, ги субвенционира сметките за граѓаните и со најниското зголемување на цената на струјата во Европа има за цел заштита на животниот стандард и зајакнување на енергетската независност.